Меѓаш со остра осуда реагира на колумната на Никола Шиндре, активист на невладината организација преку која се обидува да ја оправда педофилијата. Директорот на првата детска амбасада прашува дали ќе преземат одговорност за секое следно дете жртва на педофилија, авторот и порталот на кој е објавена колумната. Дали јавниот обвинител ќе го гони кривично активистот кој се залага за легализација на педофилијата со текстот насловен "Сексуалноста над рационалноста". Змијанац потенцира дека ставовите на Шиндре за педофилијата се спротивни на членот 3 од Конвенцијата за правата на детето. За објавената колумна и користењето на медиумскиот простор со што се прекршуваат правата, од детската амбасада најавија и представка до народниот правобранител. Залагањето на авторот на текстот и овозможувањето на порталот е на мала врата да се легализира педофилијата, што е спротивно со член 3 од Конвенцијата за правата на детето. Дали авторот и порталот со овој текст знае колку деца во Македонија и секаде во светот се жртви на педофилија, родоскринавање и сексуална злоупотреба и какви травми последици од тие дела децата не успеваат да се носат до крајот на својот живот. Детската амбасада меѓаши, како и долги години наназад, веќе 25 години во одбрана на правата на децата и борба против сексуална злоупотреба и педофилија, бара за секој педофил доживотна казна затвор или хемиска кастрација за секој педофил. Доживотен затвор како казнена мерка може да помогне сторителите на овие тешки кривични дела да бидат во целосна изолација, од друга страна и превентивно да се помогне да не се случуваат сексуални злоставувања на деца од истите сторители, а воедно да биде и опомена за сите идни случаи. Инаку Никола Шиндре во својата колумна пишува дека педофилите се маргинализирана група, а исто така и децата кои според него сакаат да имат сексуални односи со возрасни. Овој текст предизвика бура од реакции и осуди од голем број јавни личности, истакнати професори, психолози и социолози. Токму тие предупредуваат дека ваквите ставови на поединци не се осамени и се многу симптоматични.